Нова надеж за руинираните детски одморалишта во државава. Сопственикот Министерството за труд и социјала на 28 овој месец по пат на јавно надавање повторно ќе ги продава детските одморалишта што ги остави да пропаѓаат без чуварски служби во прекрасните природни раритети низ државава. Ке се продаваат одморалиштата на Голак, Водојран, Свети Николе, Сувилак и Беровско. Некогашната гордост на Источна Македонија, детското одморалиште на Голак, ке се продава со почетна цена од 127.000 евра. Министерството 5 години неуспешно го продава. Стартуваше со цена од високи 750.000 евра, за денес да се продава тоа што останало од него. Одморалиштето е руинирано и вистинска депонија од испокршени стакла, надвиснати греди и кабли, биланс од над 25 пријавени тешки кражби и 8-годишното неработење. Дали потенцијалите на Голак, прекрасната борова шума на надморска висина од 1500 метри и некогашниот сјај на одморалиштето, конечно ќе го привлечат инвеститорот. Во судски лавиринти пак остана изгубено детското одморалиште во Берово, Малешево. Управен спор водат за купецот на одморалиштето и Министерството, па тоа е под клуч повеќе од 3 години. Да добие газда, собственик и да стопанисува, бидејќи Малешевијата почива на туризмот. И тоа е иднината. И точно е дека се градат нови објекти. Работа има. Забот на времето почна да го јади ово одморалиште. Очевидци велат дека од одморалиштето почнал да се краде инвентарот. Пред неколку дена на трактори биле товарени десетина кревети и друг инвентари однесени во непознат правец. Од СВР Штип информираа дека нема пријава за ваква кражба. Одморалиштето го чуваат работниците од рекреативниот центар Малешево, кои тужат за плати и придонеси.